Да, точно е 10 часот, се враќаме по студиото по кратката или не толку кратката пауза. Имаме ние што теми отворивме за оваа пауза. Имаме одлична атмосфера овде во студиото. Јас побарав од гостите да се озбилат, навистина ништо не личи ова, не знам. Ама се надам дека ќе успееме да ја пренесеме истата енергија која што се случува. Овде куќето си трчка кај да ќе пристигне, знае дека сме веќе во. Сега почитувани наши гости, имаме тука едни жешки прашања, бидејќи надвор е многу студено. Треба да влечете по едно прашање. Ете, така може само садот да го подадете. Лаура, благодарам. Не се толку жешки, се шегувам. Малку Што остана тоа? Ја затоа. Да, кој сака прв нека се јави сам, да не бидеме ние лошите наставнички. Добро. На Лаура и се допадна. Да, на Лаура и се допадна. Кој е македонско јадење ви омилено? Дали знаете сами да го подготвите? Секако дека знам полнети пиперки. Драгче слабото гледа. Мајка ми секогаш кога прави полнети пиперки, значи прво ми најавува. А иначе да знам да го подготвам. Да. А сакаш да готвиш општо или повеќе сакаш да? Да, многу сакам да готвам. Имаш време? Не. Ама мора да се јаде. Башка сама сум, не ми се исплати реално, меѓутоа кога имам гости, обавезно, значи со задоволство. Со задоволство и сакам да иначе немам време, ама кога се наоѓа, да. Значи полнети пиперки. Полнети пиперки. Кај Драгче, кај ќе бидеш таму во сигурно кујна. чекај, Готвиме со Драгче. Поздрав во секој случај, поздрав од Драгче. Да. Добро, кој сака следен градоначалник? Ајде. Ако имате една минута да споделите порака што ќе слушне цел свет, што би рекли? Значи, како ви се падна вака? Да. А сами си ги биравте, како... Не, на место. Прашање за Лаура, како за неа. Малце е тешко прашање. Тешко е малце, не е така едноставно. Тешко е да се избере едно нешто што цел свет нели би можел да го слушне, а да биде силна порака. Би посакал на луѓето да се сакаат и да живеат како да е последен ден, затоа што животот е краток и немаме резервен живот. Се останато и политиката и бизнисот е менливо, меѓутоа љубовта и со животот е најважен според мене. И здравјето сега. Баш убаво кажате. Браво. Пратиме некако вистинските вредности и причините поради кои што и толку работиме и правиме се, нели, на крајот од денот да сме среќни. Митко? Која ви беше најголемата детска новогодишна желба и дали ви се исполни? Ке звучи можеби клише, меѓутоа како дете од секогаш сум сакал да го работам тоа што го работам денес. Така да и така ми се исполни таа желба. Многу убаво. Дали била новогодишна или роденденска не е битно, желбата била од мал, значи да. Супер. Баш убаво. Лаура, сакам и тебе да те прашам за твојата детска новогодишна или роденденска желба. Дали ти е исполнета? Па, да. Во една од сликите што ти ги пратив, ќе видиш дека на 4 годинки сум маскирана како пејачка. Како таа маскана пејачка, како која пејачка? Па, не знам, така сум и како рака сум и со ракавици што се XXL, мислам вака, ми паѓаат од раката. Тоа е слика од градинка. И не знам, од 4 години моите велат не си знаела да збориш, ама сум знаела да пеам. И ќе застанам без перде, без срам, ќе пеам на секој детски роденден, на секаков божен настан, така да, реално. Ако си расположена, може и заедно да запееме, мислам јас и Милена секогаш сме расположени, туку не знам. Како се фаќаме, да. Цеца знаеш да дојде на мој настап и обавезно вака. Да, има една-две песни, од душа одамна не сум дошла, ама еве за тоа тука ќе запеам. Мислам дека доволно пеам јас во студио, може па јас кога да ме пеат, јас пеам, значи Цеца ве молам, треба ли никој да ме наследи? Може нешто да запееме, ама сакам прво градоначалникот да го прашам, верувам дека не ви била детската желба и сон да бидете политичар. Секако не. Не знам дали имате политичар во семејството? Не, јас сум некој. Вие ги поставивте темелите. Сигурно не ми била желба дека ќе бидам политичар и градоначалник. Верувам дека детска желба како и секој машко дете било, не знам, нека убава играчка, не знам, моторцикл сакав како дете, ми се оствари желбата. Пасија ми се возилата на две тркала. Во моментов немам нека. Возите и сега мотор? Моментално не. Не, ама сега за напролет би сакал да Добро, сега е ладно. некоја така. Супер.
Да, патувам Зошто не ни пративте таква фотографија, малку да видиме што правите приватно? Инаку сум принципиелен возач кога сум учесник во сообраќајот, така да ги почитувам правилата. Да. Добро, Така и треба, нормално, сите ние, ма посебно и луѓето кои што се во политиката или нека друга јавна функција, нели треба да бидат некој пример за останатите, пример, да, затоа што ќе биде смешно ако ние не почитуваме, па да бараме од другите да почитуваат, така. Да, секогаш треба да тргнеме од себе. Не ме праша во која општина живеете и колку вие сте задоволни од вашата општина? Лаура, која ќе избереш? Македонската или другата? Чаир или аеродром? Јас зависи, мене ми е најлесно да ти кажам право. Која сакам сум од Чаир, која сакам од близко се ми се далеко една од друга. Во се шалам, аеродром сум веќе долги години. Не би го заменила. Не би го заменила. Не би го заменила Чаир доколку беше пред нели кога јас израснав, беше многу поразлично. Многу повише се сакавме, многу помалце предрасуди имавме, многу помалце знаевме кој што е, туку само знаевме нели да играме. Јас сум најверојатно последната генерација што нели имавме така убаво детство кај што не знаевме да се прибереве дома па јадевме лепче со маргарини и вегета. Ама тоа се едни од најубавите спомени реално. Така да доколку би се вратила во тоа време, доколку би постоело тоа време, да, би го одбрала тоа, меѓутоа во аеродром сум презадоволна, имам се што ќе посакам, има зеленило, имам паркчиња кај да го прошетам куки и слично, нели. Се гради на секаде и тоа е не е само не е квантна физика, да секаде тоа е. Да. Меѓутоа, да, иначе задоволна сум скроз. Баш ми е драго што го слушам. Ако имаш нешто кажи, пренесуваме и јас во време. Така. Не, немам, навистина немам никакви замерки. Баш убаво, супер. Митко? Јас потекло сум од Валандова, меѓутоа во Скопје сум од моја 18-та година. Живеам, работам, значи тука ми е да кажам се на исто место, иста зграда, различни станови, нема врска, во центар, во Деврмала. Ми се допаѓа таму затоа што ми е блиску се. Ама не ти се допаѓа што кога ќе погледнеш во прозор, го гледаш комшијата вака. Тоа да, се е збутано, се е спикано, али не знам, може и навика е веќе, така да веќе не ти смета ништо. Не ми ни смета ни бучавата за време на викенд од кафани, од буквално. Да е мирно, ќе ви е чудно. Реално да. Некогаш кога е продолжен викенд, па не работи ништо, некој празник кога дури чудно дека е штама, да. И јас тогаш живам. Не, живам, ама е чудно. Да, дефинитивно. Градоначалникот нешто сака да ни дополни? Вие каде израснавте? Па јас претпоставувам се знае каде живеам. Да. Израснат сум, роден, израснат во Сопиште, таму сум го остварил своето основно образование. Таму и сега во моментот живеам и задоволен сум и не би го сменил. Замислете вие да не сте задоволни. Што да очекувам? Се шегувам. Добро, можеме да почнеме со фотографиите на Лаура. Веќе најави дел од нив, но пред да ги пуштат, не споминавме за твоето семејство, односно дека и таткот е музичар. Да. На крајот од емисијата ќе имаме можност да слушнеме еден ваш настап, бидејќи спотовите ќе ги почекаме за некој наредно издание. Добро. Да. Можеме да ги погледнеме. Ајде. Мислам дека почнуваме со кабаретот во Битола, така да го споминавме. Каде што јас бев ангажирана и како танчерка и како пејачка, односно најпрвен како заменик танчер. Аха. И отпосле како изведувач, мислам отпосле, нели, 2 во 1 и уште од првата вечер ми беше понудено, нели, да бидам. Да, колку време беше таму и зашто повеќе не си во кабарет? 2 години. Ради мои лични ангажмани, како што напоменав дека сакам, нели, да си терам кариера и едноставно ми беше многу конзумација на време и нели, целиот тој замор, нели, идење до таму и враќање, меѓутоа кабаретот ми беше може најголема одскочна даска до сега. Мислам дека и во Скопје сега има кабарет. Да, навистина ме исполни како артист и ме натера да се ставам на пиедестал и да сватам што сакам.
И ето, тоа е тоа што го сакам, да видам вистински уметник, да се грижи некој за моите костими, да видам нашминкана, насредена, да видам со танчери на сцена. Колку го зборуваш, за малци и јас ќе посакам. Така, да слушам со задоволство. На вистина кабарето ми е секогаш кога ќе се потсетам, ми е дури емотивно станувам. На вистина преубава дружба, преубави луѓе, преубава екипа, преубава организација. Јас имав и претходно искуство. Уште од средно имав час по глума и Лаура е сестра го исполнив, си го исполнив тоа и јас дефинитивно кога ќе стапнев на таа сцена ми беше this is me, значи нели, и тоа сум јас. Да. И више ни настапи не ми беа интересни, се шалам. Таму се пронајде, да. Таму се пронајде. Добро, не знаеш животот каде ќе те однесе и што ќе се случува понатаму, може би ќе се вратиш. Исто од кабарето. Ова е фантастичен костим. Тука веќе движам низ публика, да. Многу убаво. За секоја песна имавме посебен костим, нели, шиен за самиот изведувач. Да. Танчери, така да. Едно од најубавите периоди во мојот живот, може да кажам. Одиме со следната. Свајп. Исто ова, да. Еве сликата од градинка. Да. Еве го костимот на пејачка. Не, да, ракавиците, ако носиш слична сукња во моментов, с долништа се извинувам. Да, уствари. Да. Да. Значи ракавиците се едно пута 5 поголем број. Да. Ова е едно од инфлуенсерски фотосесии, да. Да, работиш и како инфлуенсер и баш така да те прашам колку во Македонија се сваќа сериозно ова професија на некој начин, дека се заработува. Моментално најсериозно се сваќа. Да, во последните 2-3 години моментално па не е тајна дека маркетингот моментално е најдобра алатка. Така е. Така да. Се работи и изгледаш така. Да те пофалиме. Ова беше сам за венчаници. Не си мажена, добро. Не, ова беше генерална проба. Нема да се секираш, јас пред да се омажам 7 или 8 венчаници носев на реви, па после ја облеков да видиш кој модел ќе ти стои. И да немаш трема. Да, апсолутно. Ја бев чинам во најконтроверзната венчаница. Ама многу убава. Мислам, многу убаво изгледаш. Најконтроверзна не за мене, јас немам перде за такви работи, ама нели во споредба со другите, ама да, многу убаво искуство искрено. Имав трема, да не се лажеме. Ама ете, ќе го земам твојот совет. Така да ти знаеш на твојот ден, секако многу е чувството, но така, ќе бидеш малку поопуштен. Апсолутно. Ете, Милена. Ајде. Да споделам и јас некој свој. Ова е во Њујорк. Сега одиме со твоите фотографии, Милена. Само. Да, нема проблем, јас се сакам одборам. Добро, Во 2018 имав мој солистички концерт во Њујорк. Ова беше на шетање. Да, ова беше на шетање сега во март. Да. За роден ден да не се почести. Да. Баш така. Добро, ти ме знаеш и приватно, па сега. Да. Да. Татко ми живее таму, нели, долги години и си се почести буквално за роден ден. Ма ти тоа веќе го знаеш. Браво, баш убаво. Да. Добро. Ајдеме со следната. Ова беше на мојот последен фестивал во Албанија. Сега скоро беше тоа. Сега скоро, пред неколку месеци. Каде што поминав во следниот круг, односно полуфинале, и после не продолжи во следниот, меѓутоа е огромен успех, бидејќи се работи за еден од најголемите фестивали во Албанија. Интернационален некој што се одржува во Албанија или само има изведувачи таму? Не, само у суштина интернационален е лани победи Грк во дует со многу позната албанска пејачка. Така да. Ама малте некако евровизиски стил, нели? Еве го Куки. Еве го одблиску, ако не го видовте, почитате. Многу интересно, ние жените имаме акс, они докс. Да. Да. Не може без Куки. Пресладок. Имаме уште една фотографија. Да. Ова исто од ако не грешам, Накит тука некој рекламирав и ова испадна некоја многу убава фотосесија со Бојан, кој што го поздравам, пошто сите проекти со него ги работам.
И да, тоа е тоа, ако нема друга слика. Да, тоа е последната. Лаура, ти благодарам многу. Продолжуваме со фотографиите на градоначалникот. Имаме дури две приватни. Да, градоначалникот, така е. Почнуваме со најприватната. Не се шегувам, повеле. Да, оваа фотографија ми е особено драга. Оваа фотографија е оваа година на 20 септември, кога осветувавме еден храм во Сопиште, посветен на Свети Мина. Поглаварот на Македонската православна црква, господин Стефан, ми даде на моје лично изненадување признание за моја заложба при изградба и афирмација на тој храм. Не очекував до тој момент и посебен чин беше за мене и мислам дека ќе го паметам додека сум жив. Така да... Да, значаен момент. Значаен момент, да. И огромно признание за мене во мојата кариера. Ова е фотографија направена со тогашната колешка пратеничка, сега колешка градоначалничка на Кисела вода. Бети, се наоѓаме, мислам дека на некој христијански празник во Брезница, мислам дека ова. Таму има огромен собир тој ден. Бевме присутни, од таму е фотографијата. Добра. Оваа фотографија е направена во студентскиот дом во центар Кузман, ми се чини, да. Заедно со премиерот и група на млади пратеници, затоа што бев во дел од составот на млади пратеници, кои афирмиравме политики за младите, меѓу кои изградба и реконструкција на студентските домови. Апсолутно е неопходно, си дека се согласим. Бевме да извршиме увид заедно со Министерката за образование и премиерот, така да ова е во еден од идните соби каде што ќе престојуваат нашите студенти. Да, одлично. Исто фотографија од работната сфера во собранието, заедно со британскиот амбасадор, председателот Гаши. Тука добивме сертификати за успешно спроведена академија како млади пратеници во собранието, организирано од британската амбасада. Ова е свечениот момент кога ни ги доделуваат практично тие сертификати. Добра. Ова е Иван, постариот мој син. На првиот ден од неговото запознавање со образованието, тоа е минатата година на 1 септември. Особено драга фотографија си ја чувам во телефонот, така да и би сакал да му остане него како успомен да се сеќава на тој ден. Тоа се тие фотографии, па ги ставаш после во рамка дома, мора да значи така си оди редот. Има интересна приказна. Така. Ова е меѓу првите мои работни денови како градоначалник, ова е во мојот кабинет. Христијан е сладко мало дете од Штип, кој што има здравствен и физички проблем, меѓутоа е исклучителна личност која нуди многу желба за живот и за сознавање на секојдневни предизвици, така да на негов интерес беше мој гостин тој ден, каде што разговаравме и можам да признам дека прилично многу ги познава општествените секојдневни збиднувања како во Македонија, така во светот, така да исто за него и за мене многу значајна фотографија. Да, значајна средба и знам дека видеото кое што го направивте тој ден беше вирално на социјалните мрежи. Ева фотографија од мене, јас сум овој лево на мојот прв училишен ден. Сепак успеавте да најдете нешто од детство. Рековте не знам дали ќе најдам. Класични фотографии, мајка ме ги бараше. Цела вечер и со вајна. Голем поздрав до мајка ми. Така да, точно утрово ги добивме. Да. Ова е првиот мој училишен ден, далечната 95-та година. Убав спомен на вистина. Да. Оваа фотографија е скоро направена, заедно со амбасадорите на Чешка, Словачка и Австрија. Промовиравме на Трим патека во општина Сопиште, која што се протега до врвот на планината Водно. Благодарност огромна до нив за помошта за изведба на овој проект. Така да, меѓу другото, практикувам еднаш неделно да се искачам на Водно, така да овие патеки браво, ги познавате добро. Супер. Одиме со следната. И оваа фотографија сега одскоро направена. Ми се чини дека на еден настан организиран од Министерството за локална самоуправа, каде што се промовираше така наречен ресурсен центар. Тоа е еден центар кој што ќе биде
едно тело кој ќе биде менторство за сите локални самоуправи и така да овој моментот каде што заедно со колегите градоначалници присуствувавме на промоција на овој на овој момент. Одлично. Имам уште нешто, да. Така, да. Исто така мои гости во кабинетот беа идни градоначалници, пратеници, пејачи, модни креатори и така натака. Ова не знам. Се допаѓа ова, добро. Водители и водителки. Да. Ова се ученици од 4-то одделение. Ние имаме две основни училишта, Драга Стојановска и Дитурија, и од едното и другото основно училиште беа мои гости, исто млади, меѓутоа амбициозни дечиња, спремни со многу интересни прашања, така да ова е меѓу првите мои работни денови како градоначалник, каде што го посетив кабинетот на владиката, побарав негов благослов за здравје, мир и успех во мојот нов мандат, така да како верник практикувам, да, ги поминав него. Ова мислам дека веќе дискутирам. Мислам дека со ова почнавме, но можеби со исто така. И ќе завршиме. Имаме уште една. Да, со ова мислам дека ве најавивме. Или нешто слично? Не, нешто слично преоставам. Да. Ова е во Брисел, во Европскиот парламент, исто во работна посета како пратеници, каде што заедно со колеги пратеници од Европскиот парламент имавме некои работни состаноци. Ова ми се чини минатата година. Одлично. Ви благодарам и вам што ни дозволивте малку барем да дзирнеме во вашата приватност и се разбира да видиме дел од проектите на кои што работите. Одиме со фотографиите на Митко. Ова е буквално од најпрвата колекција. Тоест, ова е момент фотографиран, да кажем, во бекстејдж. За време на ревијата најверојатно, па гледаме на екран тука што се случува уствари напред на самата писта. Ама ова е буквално од најпрвата колекција на Занов. Поинаква фризура имаш тука? Да. Поинаква фризура, дете сум таму. И јас така те упознав. Да. Ова е некоја, да кажем, фотосесија која што ја изработи Ерина Богоева, наша фотографка, за, да кажем, мој архива на фотографии кои што би ги користел за интервјуа, за на Инстаграм. За на Инстаграм, да е така нешто поинтересно и нормално ето со кукла. Да, Тоа е тоа. Добро. Видиме со следната. Ете е Ружица. Ружица? Да. Ова е Ружица, мачката која што се ја чувам веќе 5 години. И буквално е... Зошто не ја земавте мачката? Па не е баш многу социјална како Куки. Беше многу интересно. Ке си играм стварно. Не, реално е многу плашлива, многу не сака луѓе, си ги сака само тие мал круг на луѓе што ги знае. знае. На неколку дена тука. Мачка како мачка. Ќе научиме, ќе засака бидејќи многу најавува, ќе одјавува. Така. Ќе научиме. Ова е Јана Бурче. Ова е Јана, да, не може да погледнем. Ова е од снимањето пред 2 години снимање на нејзин спот за Home Alone, низината песна. Така. Да, кај што нормално се покрижив за нејзиниот стајлинг и после самото снимање на спотот си се сликавме за да си имаме споменете еден убав од тој ден. Секако. Добро. Ова е исто поодамна слика, 2018, мислам дека, да, според фустанот што е на кукла, тоа е од Dedicated колекцијата, така да тоа е буквално 2018, исто фотографија од Ерина. Поздрав до Ерина, ете 2 фотки сум ставил веќе од неа во ваква, сум ви пратил. Ова е исто да кажам во студиото кај мене сликано, во минатото студио кога беше помало и Во претходното, да. Во претходното, да. Добро. Ова е со Сарајо. Па еве Сарајо почнуваме, ако не ја знаете. Да, ова е од 2022, кога имаше концерт во Скопје. Да. Носеше моја креација и после самиот настан си се фотографиравме. Ете, значи не е само соработка, туку буквално е за архива, буквално еден убав момент од нашата и соработка и пријателство. Да.
Баш ми е драго што има слика со Сара. Да. Има неколку, меѓутоа ете таа сум ја одбрал. Да, секако. Ова е исто од пред неколку години. Не е нешто најактуелна фотографија. Јас мислев ова плавото тука е од новата колекција. Не, Нешто тоа е што од носеше Теја Трајковска или од стара колекција? Лара го носеше тоа. Да, измешав да. добро. На ревијата. Фотографија, точно, да. Тоа е предобра креација. На ревијата како гостинка Лара носеше еден од овие два модели што ѕиркаат напред. Ова е од сликање, да кажам, бекстејдж моменти од сликање на колекција Спектрум, која што беше 21, мислам дека. Да, 2021. Па да се видите моментот на дизајнерот дека не е само да шие и да прави, туку буквално мести до најситен детал еве тука на самата слика. Дури и фризер станува. И фризер, и шинкер, па реално, да. Ова е од едно мое патување во Копенхаген. Таму живее мој најдобар другар, па бев таму на гости, бевме во еден музеј Louisiana Museum of за современа уметност. И и мислам делото е на Ив Клайн, сината боја препознатлива за него, а истата таа боја беше инспирација за една моја колекција. Моделот што го носеше Лара всушност, така да. Ова сум кралска сина боја. Да. Ова сум тука, ете да кажам, во студио, како скицирам, како цртам. Ова е во новото студио сега. Убави фотографии многу. Да, ви благодарам вам за фотографиите. Имаме уште минута и пол од прилика до самиот крај. Не знам дали ги прашавме каде ќе слават нова година. Ајде тоа. Да. Ајде, каде за нова година? Врска немам, се уште немам никакви планови, буквално завчера се вратив од одмор после ревијата. Така да можеби ете таму си го искористив јас моето шетање и одмор. Сега немам појма кај ќе одам за нова година. За најлудата ноќ, За најлудата ноќ. Јас ќе бидам дома за лудата ноќ. Најверојатно јас ќе бидам дома. Најлудо е дома, да. Мене ми е секој ден нова година. Се гледа. Да, искрено многу брзо ми дојде и кога еве нели со пријателките кога разговараме, као каде за нова година мене ми е као имам некои понуди за настапи, се мислам дали да ги прифатам бидејќи во 16 години моја кариера никад немам прославено еднаш. Добро. Са малце ќе излезам. Може би оваа година сакаш да одмориш малку. Да, не, јас би сакала да работам искрено, бидејќи не ми е ништо посебно, дали дека него немам навикната сум да ги забавljам другиве. Искрено убаво би било нели мене да ме забави некој. Меѓутоа Дојди овде ќе имаме забава ние на 31-ви. Сериозна забава. Покана те молам, да. Мислам, само ќе си дојдам како непоканет гости, да се шалам. Да. Иначе најсериозно не знам. Нели имам неколку понуди, па сега веќе ги разгледувам. Знам дека на 1-ви ќе имам настап. За пред тоа не знам. Да, градоначалник, малку времето ни истече, ама верувам дека работно ќе си ја поминете годината и ќе бидете во служба на граѓаните. Ако нема снежни врнежи, ја дома ќе бидам, ако има на терен сигурно препоставувам. Да, одлично ви благодариме многу за многу гостувањето. Се надам дека ви беше пријатно и дека повторно ќе ни дојдете. Преубаво. Апсолутно, фала ви. Следната пак. Следната нема, може, договорено.